Одредени симптоми како блесоци, искри, светкања како молњи, црни точки во видното поле или голема темна дамка која се појавува, може да ни укажат на проблеми со задниот сегмент на окото. Некои од овие состојби се итни и треба веднаш да се даде медицинска помош. На оваа тема ние денес ги консултиравме нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика. Споделуваме со вас се што научивме од нив низ разговорот. Генерално, очите како сетилен орган се исклучително важни и ни овозможуваат комуникација и контакт со средината во која што живееме. Ние, оние кои што немаме проблем, светаме дека е тоа така, дека очите се орган кој што го имаме. Не дај Боже да имате проблем, па да видите колку тие значат, нели нормално. Кога говориме за очите, говориме за неколку моменти кај во нивното функционирање. Еден од нив е диоптријата, односно оптичкиот дел, кој што за среќа имаме нели можност да коригираме со помагала, со очила и леки и така натаму. Меѓутоа нешто што исто така добива и во своето значење и тежина во својата проблематика, тоа е сушност одржувањето на сите сегменти на очите, посебно задниот сегмент, односно одржувањето на ретината, оној дел каде што и започнува и продолжува гледањето. Дел кој што проблематика која што ја среќававме кај повозрасната популација, која што го нарушува квалитетот на живеењето. Сега, тоа подразбира и промени по однос на ставовите и грижата, исхраната на самиот сегмент и како тоа да се направи. Сега, тоа е нешто што го имаме и тука, го имаме нашето искуство, кое што навистина не сметам дека треба да се сподели, затоа што луѓето имаат проблема некогаш и не знаат како треба да го решаваат на еден начин. Кај нас, значи, од овие патологии од кои што се губи видот, доаѓаат луѓе со различни состојби. Јас би започнала со ноќно слепило, тоа е всушност најчесто се јавува кај деца, најчесто е генетско заболување, многу прогресивно, води дефинитивно кон слепило, кај некои оди поспоро, кај некои побрзо. Во моментов како терапија во класична медицина, значи специјалистите на располагање имаат само неколку препарати, од кои што еден од нив како најнов, кој што само ја запира таа прогресија, да не ве лажам, мислам дека чини околу 500.000 евра, така да тоа е сепак нешто страшно недостапно за нормален човек. Сега кај овие дечиња со ноќно слепило ние работиме на тоа да направиме регенерација на ретината. Тоа оди поспоро, за разлика од тој процес на регенерација на макула, каде што исто така можеме да делуваме. Меѓутоа, првично што постигнуваме, запирање на самата прогресија и постепено враќање на тие ретинални клетки, без разлика што оди споро, нека биде процес од 1 година или 2 на кој што треба да се работи, и сепак тие деца почнуваат да гледаат подобро. И тие луѓе, нели, пред да настапи губење на видот од 90% или 95%, доколку реагираме многу порано, можеме да постигнеме враќање на видот, враќање на ретиналните клетки и деца кои што утре ќе пораснат во возрастни луѓе кои што апсолутно ќе се гледаат нормално. Ние не можеме да делуваме на самата ДНК и на тој ген кој што го предизвикува ова дисфункција, ова отстапување, туку всушност делувајќи на самиот процес на регенерација, генот станува неактивен. Овој дел, односно овој начин и механизам на активирање и деактивирање на гените, веќе го објаснува епигенетиката како наука. Таа е веќе наука присутна и актуелна последниве 25 години. И дефинитивно се докажува дека еден ген, зависно од надворешни фактори, дали се позитивни или негативни, може да стане да се активира или да се точно или да се деактивира. Останатите патологии, како што е макуларна дегенерација, значи кај нејзе може да кажам дека имаме феноменални резултати, многу побрзо настанува тој регенеративен процес. Иако се работи за една повозрастна група, обично макуларна дегенерација нели се јавува после 55-60 години, меѓутоа и тие луѓе знаеме колку им е важен видот и што значи тоа.
Така да исто тоа е процес со кој што го активираме самиот процес на регенерација, стем клетките им даваме инструкција да се развијат во макуларни клетки и повторно се враќа видот. Тоа се гледа како точно каде настапила таа регенерација, се прави осити, тоа е она окулар кохерент томографи, се снима задниот сегмент на окото. По завршување на терапиите, самите пациенти ние им препорачуваме да си направат повторно осити, каде што ќе може физички да се види каде е вратено она ткиво кое што недостасувало претходно. Се запира дегенеративниот процес и повторно се прави регенерација и се враќа видот во нормална функција. За да потврдиме дека не е само субјективно, него и Да, објективно. апсолутно. Дека и физички се прави таа регенерација. И уште една патологија, нели, имаме различни патологии како оштетување на очниот нерв, тие се исто така потешки за третирање, кај некои од нив се е тоа, нели, индивидуално и зависно што го предизвикало тој проблем. Кај некои од нив исто така се постигнува регенерација и се враќа видот во нормала, меѓутоа сепак тоа бара многу подетално исследување и кај нас и во нашата ординација, како и, нели, се земаат во предвид сите медицински истражувања кои што ги имаат и испитувања направено пациентите.